Ја отвараме темата со професор доктор Тања Милинковиќ, ендокринолог, а темата е живееме во ера на обезна популација, се повеќе млади се борат со вишокот на килограми и модните трендови до посакуван изглед го влошуваат и за жал имаат и фатален исход по здравието. Зборуваме на овие теми. Добро утро. Добро утро. Докторке, ајде да влеземе во темата. Во се она што сакаме од вас да го добиеме како совет, како насока и како објаснување. Со годините се потешко се доаѓа до таа некоја посакувана тежина и одржување на тежината. Често слушам дека јадам еднаш дневно, а не можам да мрднам на вагата. Често тоа знам да го слушнам. Епа сега, која е умешноста во одржувањето на таа тежина која што соодветствува на нашето тело, на нашата градба, конструкција, години? Да, секако дека одржувањето на телесната тежина е тешко, секогаш, особено кога почнува процесот на старење, затоа што со старењето се намалува потребата за калории, се успорува базалниот метаболизам на сите луѓе и потребно е да внесуваме помалку калории неголи вообичаено, бидејќи со истиот внес на калории добиваме во телесна тежина. Ако внесуваме исто како кога сме биле помлади, ќе добиваме во тежина. И тоа кај жените се случува во периодот околу менопаузата, па и кај мажите, некаде после 40-45-та година, и тогаш треба да се намали внесот на калории или да се зголеми физичката активност, која што исто така влијае на телесната тежина. Значи, генерално, телесната тежина зависи од тоа колку внесуваме како калории и колку трошиме. И балансот меѓу тие две работи ни ја дава телесната тежина. Секако како стариеме треба да се намали внесот на калории, а физичка активност, навика треба да се ствара уште од помлади години. Секако и да се прилагодува физичката активност према возраста. Значи, никогаш не треба човек да престане да биде физички активен, дури и кога старее, ама да одбере некаква физичка активност која ќе одговара на возраста. Значи, не е важно пешачење, да, некоја не е важно колку пати јадете, него колку калории земате со тој оброк. Може да јадете и еднаш, а да изедете огромен број на калории кои што, нели, исто... А тоа нели би значило дека се изгладнуваме? Не знам, нели потребата треба секој сам да ја одреди? Најдобро е да се јадат помали и почести оброци, затоа што ако подолго време сме без храна, тогаш имаме поголема глад и потешко ја контролираме. И сега се модерни овие начини на интермитентно гладување, значи 16 сати се гладува, па 8 се јаде и некакви такви модификации, кои што можат да бидат успешни секако, ама повторно е многу битен калорискиот внес во тоа време во кое што јадеме. Значи, убаво да јадеме помалци и почесто, ама и еднаш када јадеме, е избор, да речеме, на поединецот, ама треба да внимава што ќе земе за тој оброк. Го споминавте она што е популарно, тоа е не јадам 16 часа, јадам само 8, тоа е едно од тие брзи инстант решенија до посакувана тежина. Често слушам и стана моден тренд да се скратува желудникот за да се дојде до посакуваната тежина. За каков зафат станува збор? Дали вие го препорачувате? Во кои услови се препорачува? Што значи тој потоа за животот на една млада индивидуа, особено кај младите ова популарно? Да, мислам, тоа е дебелината како проблем се карактеризира во повеќе стадиуми на дебелина во зависност од индексот на телесна маса или популарно body mass index се вика. И ние имаме званични или официјални препораки од нашите стручни здруженија во кој степен на дебелината какви мерки се препорачуваат. Значи, према различни здруженија имаат различни препораки, меѓутоа во главном со оние кои што имаат body mass index повеќе од 35 или да речеме трети веќе стадиум, трет стадиум на дебелина, може да се препорача
така наречена таа е бариатрична хирургија. Некои здруженија се поконзервативни, велат над 40 body mass index како најздружението, значи англиското здружение, нели секој има различна препорака. Дури се препорачува и порано ако има некои други метаболни болести кои што поединецот може да ги носи со себе, како диабетес, замастување на црниот дроб и така натаму. Значи секако тоа е решение кое што треба да се направи апсолутно со контрола на доктор. Треба да се процени степенот на дебелина, ризиците кои што таа ги носи кај секој конкретен пациент и во зависност од тоа да му се понуди решение. Секогаш првиот стадиум на лекување е внимание во исхрана и физичка активност. Значи треба да се потрудиме на пациентите да им кажеме, на луѓето со дебелина, да им кажеме и да им помогнеме, да им пружиме подршка да слабеат со намалување на калориски однеси со физичка активност. Да го менуваат начинот на живот. Начинот на живот. Да. Па има третман фармаколошки, значи терапија сега има. Значи тоа се етапи. Со лекови, етапи. И бариатрична хирургија, ако за тоа има потреба, која што е секако како последна инстанца. Па последна инстанца, секако и тоа интервенција со која што најчесто се прави, тоа се вика слив гастректомија, се отстранува желудникот и се поврзува хранопроводот со тенкото црево за да се спречи ресорбцијата на храната. Тоа е прилично мутилантна интервенција, нели останува човекот без желудник, се губа голема количина на голема тежина и секогаш треба да се направи уште еден акт, бидејќи кожата и така натаму свиснува, значи се менува изгледот и тоа треба во втор акт да се направи и пластика. Значи тоа се две интервенции хируршки кои што не се едноставни. Каков може да биде исходот од доколку не се следи, не велите здравствено оправдано како последна инстанца во процесот? Знаете како, секоја хируршка интервенција има своји ризици. Нели ни даваат секогаш кога одиме на хирургија, кои ризици ги носи секоја хируршка интервенција. Ова е мајорна, така се вика, или голема хирургија, која што носи ризици за се. Значи, од инфекции до пролапси, до сепси и така натаму, значи, како и повеќето хируршки интервенции, што можам да кажам дека не се случуваат често ако тоа се направи, нели, во реномирани центри кои што имаат големо искуство со ваква хирургија, ама ризик постои. А после тоа, секако дека... Тоа сакав да ве прашам, животот по тоа? Животот по тоа, пациентите треба да се следат постојано, бидејќи со отстранување на желудникот, нели, имаат ризици од некои хиповитаминози, како недостиг на B12 или други некои витамини за кои што е пресуден желудникот, треба да се субституираат, значи да се надокнадуваат. И повторно, со годините, ако остане навиката за исхрана иста, за жал, има пациентите со тек на време ја враќаат телесната тежина. Значи, повторно останува она најважното, треба да се смени навиката. Дури и вакви процедури кога ќе се превземат, ако пациентот продолжи со истата исхрана, со тек на годините има ризик да се врати телесната тежина, специјално кога зборуваме за млади луѓе, пред кои што е цел живот, нели многу години пред нив, треба да ги менуваат навиките, инаку ќе се враќаат проблемите. Кога го отворивте Центарот за дебелина на клиника, велите дека неверојатно беше сознанието колку млади луѓе имаат проблем со, како ја нарекувате вие? Ја нарекуваме морбидна дебелина, значи тоа е тоа? стадиум морбидна или морбидно, значи болна дебелина, значи или во превод тоа е дебелина која што ќе даде многу други болести или ќе биде причина за други болести како што се, нели, диабетес, покачен крвен притисок, кардиоваскуларни болести, проблеми со зглобовите, со црниот дроб, замастување на црниот дроб, многу други заболувања и поради тоа е ризик, затоа што дебелината представува основа да се појават многу други сериозни болести кои што значително го скратуваат животниот век на
на луѓето. И поради тоа, да ви се кај нас е тој растечки тренд во Македонија. За жал, еве го моментот кога сакаме и да пратиме апел и да се бориме, вие го правите тоа секојдневно, да го заокружиме разговорот со тоа кој е вашиот совет за популацијата која што се бори со дебелина, но и онаа која што сака и се бори со тоа да ја одржи посакуваната тежина, не само посакуваната, туку таа тежина која што здравствено прилега на телото, на возраста, како што зборевме, на конструкцијата на телото, да не се доведе во ситуација на обезност. Тоа е, нели, веднаш кога зборуваме за дебелина, кога учевме, прво што ни кажа е дека сите луѓе јадат со навика, не со култура. Значи, треба да создаваме навики кај популацијата која расте, особено за младите родители, децата кои што растат, да им создадеме навика што е тоа добра храна, значи здрава храна со здрави и количински, значи секогаш е многу важна количината, меѓутоа и типот на прехраната. Ние сме навикати на многу, нели, бел леп, на тестенини и така натаму. На изборот, сакате да кажете. На изборот на храната. Сепак треба тоа да се создава навики. Ја мислам дека генерација сега помлада почнува да разбираат каков е проблемот на прехраната и тие навики ако ги постават во своите семејства, нели ризиците за децата со текот на годините екстремно да е зголема тежината ќе бидат помали. Значи треба да се гради здрава исхрана уште од градинките, од најмали нозе, физичка активност во тек на целиот живот, за да нели оставиме можност кога ќе дојдеме во некои години дури да се добие некој килограм, повторно да не биде тоа дебелина која што ќе создава голем проблем. Значи, подршка во семејството и кај децата. Благодарам, докторке, благодарам за гостувањето. И благодарам на поканата.